Повод за денешниот разговор со Игор Јернушов, директорот на јавното сообраќајно предпријатие, е воведувањето на електронските билети. Па кажете ни нешто повеќе за тоа што значат овие електронски билети. Станува збор за воведување на два нови системи од страна на јавното сообраќајно предпријатие, а секако во соработка со градот Скопје. Станува збор за системот за автоматска локација на возилата и системот за електронска наплата првично во автобусите на ЈСП Скопје. Овие два системи се поврзани еден со друг. Имено автоматската локација на возилата подразбира инсталација на GPS уреди во секој од нашите автобуси и нивно следење и добивање на информации во реално време. Значи секој автобус каде се наоѓа во градот Скопје, на која рута вози, во реално време ние ќе добиваме податоци, истите ќе можеме да ги користиме првично во ЈСП за планирање и анализа на сообраќајот, за контрола на возните редови, а граѓаните ќе можат да ги користат бенефитите од тоа што ќе добиваат информација во реално време во однос на пристигнувањето и заминувањето на автобусите на секоја постојка поединечно. Системот за електронска наплата овозможува замена на старите хартиени билети со нови електронски картички кои што изгледаат овака. Значи ова се новите електронски картички. Ќе имаме три вида на електронски картички, скопска картичките популарно, тоа е нивното име. Тоа е персонализиран и неперсонализиран билет. Персонализираниот билет ќе биде билет кој што ќе биде за лична употреба за секој кој го поседува, односно за имателот на истиот, ќе биде со слика, име и презиме, значи со генерали на билетот, ќе може како што реков да користи само оној кој го поседува. За разлика од него неперсонализираниот билет значи ќе биде без податоци, ќе може да биде користен од страна на повеќе лица. Не во ист момент се разбира, меѓутоа во текот на еден ден ќе може да биде во текот на неколку дена користен од повеќе како семеен билет на пример може да би можело и така да се нарече. Билетите ќе почнеме да ги изработуваме од август месец, кога ги најавивме дека ќе почнеме со тест периодот и планот е да ги изработуваме првен персонализираните билети. И тоа што ќе го направиме почетокот е да изработуваме овие билети за возрастните категории на граѓани. За да ги избегнеме гужвите, бидејќи имаме доволно време до крајот на годинава, во соработка со Сдруженијата на пензионери во градот Скопје, ќе одиме, односно наши екипи од ЈСП Скопје ќе одат на локации на кои што они ќе ги одредат, каде што ќе се изврши сликање и прибирање на целокупната потребна документација и во просториите на ЈСП ќе бидат изработени картичките и ќе им бидат вратени на возрастните граѓани кои што го користат јавниот превоз. Следен чекор е фактички издавање на билетите за средношколците и учениците. Тоа ќе почне со почетокот на школската година, таму некаде од септември месец. Исто тоа го работиме, како и секоја година, со градот Скопје и со Министерството за образование. Бидејќи добиваме списоци кои ученици во кое училиште заедно со потребните податоци. Во меѓувреме 8 ќе имаме центри за изработка на овие персонализирани билети на 8 различни локации во градот Скопје, во дирекцијата на ЈСП Скопје, на Бит пазар, во Аеродром, Карпош 2, Порта Влае, Шумарски факултет и Транспортен центар. Така да ги повикувам сите граѓани да дојдат и да почнат да си ги вадат картичките. Супер. На кој начин ќе функционира овој електронски билет? Значи како ќе може да се користи? Многу е битно да се прави разлика дека оваа картичка не е билет. Значи оваа картичка може да кажеме дека е на некој начин медиум на кој што може да се запише билет, односно да се стави билет. Значи самата картичка, имањето на самата картичка не подразбира дека ви имате билет и имате право да се возите во автобусот. Значи на низ се става одредена сума на пари. Со истите тие средства може да се купи вид на билет, месечен, годишен за 10 возења. Односно сите билети кои што во моментов ги возиме или од таа сума да се одбива за единечно возење цената. Се користи на тој начин што е доволно само картичката да се приближи до валидаторот. Значи не мора да се допира, не мора да биде многу блиско, значи доволно е да се доближи на неколку сантима
Целата регистрација трае помалку од секунда, валидаторот прима информација од чипот кој што се наоѓа во картичката, се прави одбивање на средства или читање на типот на билетот и можете понатаки да продолжите. Како ќе се врши полнењето, да објасниме на средствата како ќе се... Полнењето на картичката може да се направи во било кој од овие 8 центри кои што ти кажав при самото вадење. Дополнително планирано е да имаме 60 продажни места, односно тоа се дел од билетарите кои што сега функционираат. Исто така ќе ги надополниме со мастер дилери, нешто слично на кое што функционира надополнувањето на мобилните телефони. Да. Значи, онаму каде што ЈСП не покрива со своји билетари, ќе имаме мастер дилер каде што ќе може да се надополнуваат картичките во секое време. Исто така планираме поставување на така наречени TVM апарати. 3 TVM апарати, тоа се апарати автоматски каде што можете непречено автоматски да идете нешто како банкомати да надополните било кој од овие две картички. Надополнувањето ќе биде можно и со кеш, и со кредитна или дебитна картичка 24/7 во текот на денот, значи било кога сакате. Супер. Извинете, исто можно е и надополнување преку веб апликација, односно преку интернет. Значи и таа можност е возможена да може да се надополнува преку интернет и во втората фаза планираме исто така бидејќи предвидено со системот плаќање со мобилен телефон. А сега кај студентски веќе и овие за средношколци исто ќе биде бидејќи ми се чини до сега месечно плаќаат, нели? Или како им беше годишно, сега кај нив како ќе се надополнува или ќе биде некоја сума? За студентите е предвидено во четврток да има бесплатно возење. Останатото секогаш беше нели како секој согласно потребите и билетите кои што ги нудиме. За учениците значи организирано се во соработка како што кажав со градот Скопје, тие се така наречените нели субвенции кои што се покриваат за превоз на учениците, така да ќе функционира на истиот начин, бидејќи на картичката постои можност да се запише било нема сума, едноставно се запишува типот на билетот. Тие така ќе функционираат. Да, исто како најлесно ова да се објасни со примерот со возрастните категории на граѓани. Значи они користат бесплатен превоз во вторник, петок и викенд. Доколку вие ставите одредена сума на пари на картичката и доколку се возите во вторник, системот фактички го препознава приоритет, на пример во вторник приоритет има бесплатното возење и воопшто не зема од средствата кои ги имате на картичката. Доколку идете во среда, системот гледа дека тоа не е ден кога вие на картичката имате запишано бесплатно возење и ви зема дел од средствата кои што ги имате на билетот. Така да на тој принцип ќе функционира за сите овие категории на граѓани. Супер. Сега овие картички треба да почнат да функционираат и кај приватните превозници. Како ќе се организира тоа и од кога ќе почне? Значи, планирано е да почне целокупната имплементација на овој систем од 1 јануар 2016. Значи, до 1 јануар 2016 во ЈСП Скопје ќе вршиме на некој начин тестирање и ќе биде промо период. Значи, овој систем со плаќање со електронските картички, со скопска картичките, ќе функционира истовремено и со сегашниот систем на наплата со хартиените билети баш до овој период, односно до 31 декември. Така да се она што не сме го предвиделе, што не сме биле во можност да го предвидиме, секако очекуваме известни проблеми. Очекуваме дека ќе го надминеме овој период. Во меѓувреме, градот Скопје работи на објавување на јавен оглас за избор на линии кои што ќе бидат оперирани од страна на приватните превозници. Така да во овој период од неколку месеци до нова година, откако ќе заврши изборот на приватни превозници кои што ќе го вршат превозот на одредени линии, истите ќе треба уреди да се имплементираат, односно инсталираат и во нивните возила, за да може од 1 јануар се да функционира онака како што е замислено да функционира. Овие картички ќе се користат за наплата и во тие автобуси од 1 јануар. Единствено ќе може да се купат нови места, кои што ги кажав, а градот ќе им надокнадува на приватните превозници по изминат километар како што е предвидено во одлуката која што беше донесена за линиски превоз пред некои 2 недели од страна на Советот на град Скопје. Кажете ни сега, еве се направија повеќе, нели, активности во насока на подобрување на градскиот превоз, меѓутоа сепак имаше оштетувања,
нели обиди да не се плаќаат карти, да се едноставно да не се зачуваат автобусите онакви какви што беа. Дали Видете, така и не може да добро, веројатно, меѓутоа колку толку. ЈСП веќе неколку месеци спроведува една кампања за подигнување на јавната свест. Сепак лично сметам дека треба малце повеќе време да помине за како народ, како луѓе да ги воспремеме сите тие работи и да почнеме да се однесуваме поодговорно. Дека има значително подобрување на состојбата, точно е, има, меѓутоа дека се уште се соочуваме со одредени проблеми во однос на уништување на автобусите, во однос на валкање и уништување на инвентарот и фрлање ѓубре, се соочуваме со такви проблеми, пробуваме да влијаеме, како што реков, водиме една кампања, разговараме со нашите вработени, се обидуваме да укажеме исто така со патниците со кои што сме имале проблеми, чисто така се обидеме да укажеме дека не е во ред одредено однесување. Меѓутоа, како што реков, сепак ќе треба веројатно да помине некое време за сето тоа да достигне некое повисоко ниво и всушност и секогаш апелираме до граѓаните на одговорно однесување, бидејќи на крајот на криштата тие ги користат автобусите. Сите граѓани на град Скопје ги користат автобусите доколку се чуваат, прво ќе ни траат подолго време, ќе бидат во подобра состојба, а со тоа и самите тие ќе користат подобар, поефикасен јавен превоз во градот Скопје. Во ред, ве благодарам. Благодарам.